Петок, 7 февруари, кратки вести во 12 часот. Побројните пријави за подметнати експлозивни направи во основни и средни училишта низ државата, меѓу кои во Охрид и во основно училиште во Вевчани. Надлежните велат се преземаат сеопфатни мерки за утврдување на вистинитоста на дојавите и одржување на јавниот ред и мир. Од СВР Охрид информираат дека проверките покажуваат дека станува збор за лажни пријави. Се апелира на воздржување од ширење на дезинформација околу ваквите настани, што инаку вчера беа евидентирани и во други земји во регионот. Покриениот пливачки базен во Охрид и понатаму останува само ветување за охриѓани. Започна да се гради во 2015 година, но и по 10 години не се знае дали и кога ќе профункционира. Првичниот договор предвидуваше овој спортски објект да биде завршен најдоцна до април 2018-та. Потоа, како следни крајни рокови, беа зададени 2020, односно 2021 година. Беше најавен дека ќе биде енергетски ефикасен објект, што ќе користи биотермални пумпи. Покрај двата базени ќе има трибини со капацитет од 500 седишта и посебен простор за новинари и вип ложа, како и помошни простории со спа и велнес центар. Хотелот Магнус во населбата Далјан останува на милост и немилост на времето. Долги години не работи и е во исклучително лоша состојба. Фотодоказите говорат дека веќе е ограбено се што можело да се однесе, а околината е обрасната со густа и висока трева и вегетација. Во слична состојба е и летувалиштето Кампот Младост на Феријалниот сојуз во непосредна близина. Станува збор за простор со вкупна површина од околу 18 хектари, каде со години се најавува изградба на нов туристички комплекс. Своевремено во 2016 година од тогашната локална самоуправа најавија дека ќе се гради конгресен центар. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен југоисточен ветер, максималната температура во Охрид до 6 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.